Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денес ќе продолжиме со проучување на втората глава од посланието до Галатјаните. Во претходните неколку епизоди размислувавме за настаните во животот на Павле кои се случија откако ја прифати христијанската вера. Прво, апостолот помина 3 години во Арабија. Тоа се случи веднаш откако почна да го следи Христос. По тие 3 години поминати во Арабија, Павле се сретна со апостолите во Ерусалим, каде се запознаа едни со други и дојдоа до заклучок дека проповедаат иста порака, но дека ќе ја проповедаат на различни групи луѓе, со цел што повеќе да го слушнат Евангелието и да се спасат. Како и останатите апостоли, така и Павле проповедаше спасение по благодат, преку вера во смртта и воскресението на Исус Христос. Неколку години подоцна, Павле и Петар се сретнаа во Антиохија и за време на таа средба, Павле го соочи Петар со неговото лицемерие, кое беше поттикнато од легализам. Да, дури и Симон Петар правеше такви грешки. Да ве подсетам на тоа што го кажав минатиот пат. Симон Петар отиде да го посети Павле во Антиохија. Кога Петар забележа дека Павле јаде свинско месо заедно со неевреите, тој посака да проба. Откако проба некој добар свински специјалитет, Петар свати дека многу му се допаѓа вкусот на месото. Тоа му беше прв пат во животот да проба свинско. Уживаше во слободата да живее како неговите браќа неевреи, но тоа траеше релативно кратко. Кога дојдоа браќата од Ерусалим, кои беа против јадењето свинско, Петар престана да јаде заедно со неевреите и им се придружи на евреите. Павле забележа што се случи и одлучи да го соочи Петар со неговиот греф. Слушнете ја неговата реакција. Повторно ќе го прочитам стих 14. Ако го видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на кифа пред сите. Кога ти, кој си јудеец, живееш како незнабожците, а не како јудејците, зошто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат јудејски? Иако не кажа ништо, сепак со оваа постапка апостолот Петар пренесе силна порака. Пораката беше следна. Погрешно е да се јаде на иста маса со неевреите. Иако еден ден претходно јадеше со неевреите, сега со своите дела покажа дека тоа не е во ред. И дека единствената маса на која треба да се седи е онаа на која јадат евреите. Иако имаше слобода во Христос, Петар се врати назад во робството на легализмот. Павле знаеше дека Петар е водач и има големо влијание, а во тој момент неговото влијание беше лошо. Затоа одлучи да му се спротистави и да го соочи со неговиот греф. Првиот ден Петар на дело покажа дека сосема е во ред да се храни како неевреин, а веќе следниот ден на дело покажа дека е погрешно да се храни како неевреин. Ова беше навистина сериозна ситуација и бараше итна реакција. Бидејќи, ако премолчеше, апостолот Павле знаеше дека тоа може да биде лошо сведоштво и да има сериозни негативни последици, како врз христијаните со еврејско, така и врз христијаните со нееврејско потекло. Во стих 15, Павле ја објаснува доктрината за оправдување и спасение преку вера. Всушност, тоа е и главната тема на останатиот дел од оваа глава. Ке забележите дека Павле нема ништо против евреите, токму напротив, се поистоветува со нив. Стих 15. Ние сме родени како јудејци, а не грешници од незнабожците. Во тоа време, евреите сметаа дека сите останати народи се грешни. На некој начин, зборовите неевреин и грешник за нив беа како синоними. Но пред да помислат слушателите дека неевреите се грешни, а евреите се добри и постојано го почитуваат законот, забележете го коментарот на Павле. Тој ги спушта на земја и евреите. Стих 16. Но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Христос Исус. Затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот. Зашто преку делата на законот нема никој да се оправда. Навистина сакам да слушнам како легалистите, односно оние кои веруваат во спасение преку пазење на законот, го објаснуваат овој стих.
Ова е текстот кој јасно го побива легализмот во црквата и покажува дека не можеме да се спасиме преку добри дела, туку само преку вера во Христос. Секој кој мисли дека спасението се добива преку пазење на законот, ја погазува и порекнува силата на жртвата на Господ Исус Христос. Еве го аргументот и логиката на Павле. Ако евреите се спасуваат по вера, и со тоа признаваат дека не можат да се спасат преку пазењето на законот, зошто тогаш да ги тераме неевреите да се потчинат под јаремот на законот? Токму тоа беше главниот аргумент и на соборот во Ерусалим, кој е запишан во Дела 15. Тие го дискутираа прашањето дали неевреите треба да го почитуваат законот за да се спасат. Фала му на Бог што преку неговиот свет дух црквата дојде до правилниот одговор дека спасението е достапно за сите, преку вера во Христос, а не со пазење на законот. Ако евреите веќе покажаа дека не е можно некој да се спаси преку пазењето на законот, какви шанси имаа неевреите да се спасат на тој начин? Евреите го имаа законот веќе 1500 години и не можеа да го пазат. Каква е логиката неевреите да се обидат да го чуваат законот, кога праксата кажува дека тоа е невозможно? Со оглед на тоа што неевреите беа спасени преку Божјата благодат, Павле вели дека е бесмислено да се бара од нив да го пазат законот. Сакам малку подетално да го обработам овој стих и се надевам дека ќе ви биде од корист тоа што ќе го кажам. Ако имате Библија со себе, ќе ве замолам да ме следите додека го читам и обработувам овој текст. Но знаеме дека човекот. Тоа се првите зборови од стих 16. На кого мисли Павле кога пишува човекот? Оригиналниот текст ќе ни го даде одговорот. Грчкиот збор преведен како човекот е зборот антропос и неговото значење се однесува на сите луѓе. На некој начин, Павле ги става сите луѓе во ист кош, без разлика на нивната боја на кожа, етничка припадност, социјален статус и слично. Тоа што Павле го кажува се однесува на сите луѓе. Знаете ли што ни е заедничко на сите нас? Дека сме грешни и имаме потреба од Божјата милост и благодат. Вие сте грешни, и јас сум грешен. Без разлика кои сте и од каде сте, вие сте грешни во Божите очи. Што знаеме за човекот? Знаеме дека не може да се оправда преку делата на законот. Тоа се однесува на Мојсеевиот закон. Слушнете ме внимателно во ова што ќе го кажам, бидејќи треба да ви е важно. Без разлика колку добар живот имате живеено, без разлика колку често им правите добро на луѓето, вие не можете да се спасите преку своите дела. Без разлика дали се обидувате да го следите законот на Мојсеј или законот на некоја друга религија, сите ваши напори за спасение преку дела ќе бидат бесплодни. Всушност, токму тоа е едно од нештата поради кои христијанството е поинакво од сите други религии во светот. Сите религии имаат одредени правила и постојано ни велат дека треба да се трудиме да правиме нешто повеќе, да бидеме подобри, со цел да добиеме некакво спасение на душата. Христијанството е поинакво, бидејќи пораката на Евангелието е дека луѓето се спасуваат преку вера во делото кое Господ Исус Христос веќе го стори на Голгота. Секоја друга религија вели направи, а христијанството пак вели направено. Единственото нешто што се бара од нас е да веруваме во тоа и да дозволиме таа вера да ни помогне да растеме во светоста. Евангелието ни вели дека Господ Исус Христос дојде на овој свет, живееше совршен живот, умре на крстот, беше погребан, по 3 дена воскресна и се вознесе на небото. Сега е седнат од десната страна на Отецот и со тоа неговото спасително дело беше исполнето. Причината зошто седна од десно на Отецот е бидејќи го заврши своето дело. Тоа е знак дека нема потреба да се направи нешто повеќе. Затоа нема потреба ние да направиме нешто за да го заслужиме спасението. Наше е само да поверуваме и да ја прифатиме казната која беше платена за нашите гревови. Секој кој вели дека спасението треба да се заслужи, проповеда Евангелие кое не е Христово и се спротиставува на сведоштвото на Светиот Дух. Господ Исус рече дека, кога Духот ќе дојде, тој ќе не воведе во сета вистина. Каде ја наоѓаме вистината? Во Библијата, каде што јасно пишува дека спасението е преку вера во Христовото дело, а не преку нашите лични дела.
Господ Исус и Неговата жртва и воскресение се доволни за спасение. Тоа е се во се. Тоа е алфа и омега. Тоа е амин. Кога ќе кажете амин, со тоа се подразбира дека нешто е завршено. Откупителното дело за нашето спасение е завршено. Нема потреба да се трудиме, но имаме потреба да поверуваме. Овој стих е релативно лесен да се разбере. Апостолот Павле вели дека човекот, односно секој човек, без разлика дали станува збор за маж или жена, бел или црн, богат или сиромав, евреин или не евреин и слично, не може да се спаси преку чувањето на законот. Тој вели: знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Христос Исус. Спасението доаѓа само преку вера, а не преку вера плюс дела. Затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос. На кого мисли Павле кога вели ние? На евреите. И тие мораа да поверуваат во Христос доколку сакаат да се спасат. Евреите не се спасуваа преку пазењето на законот, туку преку вера во жртвата на Господ Исус Христос. Со оглед на тоа што се немоќни да го пазат законот, и евреите треба да поверуваат за да се спасат. Ако евреите не можеат да го пазат законот, откаде е идејата дека неевреите можат и треба да го прават тоа? Зашто преку делата на законот нема никој да се оправда. Кога вели никој, тоа ги вклучува како евреите, така и неевреите. И едните и другите се повикани да поверуваат во Господ Исус Христос. Тој е единствениот пат до спасението. Тој ме спаси мене, иако многу бев грешен. Истото може да го стори и за вас. Слушнете што пишува во стих 17. Ако пак, барајки да се оправдаме во Христос и сами се најдовме грешници, не е ли тогаш Христос слуга на гревот? Тоа никако. Според мене, ова е еден од оние текстови во посланието кои се потешки за толкување. Ке ви кажам кое е моето лично мислење за значењето на овие зборови. Мислам дека е важно да го објасниме зборот оправдани, бидејќи е еден од клучните. Грчкиот збор преведен како оправдани е дикајо, што значи да се прогласи некој за праведен. Тоа е суштината на христијанството, дека Бог не прогласува за оправдани поради верата во Исус Христос. Сите ние сме грешни пред Бог, бидејќи грешиме со мисли, зборови и дела. Но поради верата во жртвата и воскресението на Господ Исус Христос, Бог Отецот не прогласува за оправдани, бидејќи Тој плати за нашите гревови. Христос е нашата замена. Тој страдаше на крстот и го доби тоа што ние го заслужуваме, за ние да ја добиеме Неговата праведност. Не можеме да се спасиме преку нашата праведност, бидејќи, реално гледано, не ни ја имаме. Потребна ни е Христовата праведност, која станува наша преку верата. И евреите требаше да ја заборават идејата дека ќе се спасат преку почитување на законот. Единствениот начин како да се дојде до спасението е преку вера во Христос. Апостолот Павле е многу јасен во однос на тоа и не е подготвен да направи компромис со таа доктрина. Тоа што апостолот Павле сака да го каже преку овој стих е дека ако оправдувањето преку Христос не е можно, тогаш и самиот Христос не е тоа што тврдеше дека е. Ако оправдувањето не се добива преку вера во Христос, тогаш зошто тој воопшто дојде? Ако е потребно да правиме добри дела за да се спасиме, тогаш нема голема корист од жртвата и воскресението на Исус. Но, фала му на Бог што Христовата жртва е доволна. Во дела 15, 10 до 11, Петар вели: сега пак, зошто го искушувате Бога ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не можеа да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние? Но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодата на Исус Христос, исто како и тие. Како што можете да забележите, и Петар и Павле проповедаа спасение по благодат. Ке продолжам со читање. Слушнете што пишува во стих 18. Зашто, ако одново го градам она што сум го урнал, тогаш и сам станувам престапник. Со други зборови, Павле вели: ако се вратам назад под јаремот на законот, јас всушност станувам престапник. Потоа вели: јас сум слободен од законот. Како е слободен од законот? Стих 19.
Преку законот умрев за законот, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христос. Преку законот умрев за законот. Со други зборови, кога Христос умре, умрев и јас. А со оглед на тоа што умрев со него, јас сум мртов за законот. Веќе не сум му подчинет. И тоа е уште една причина поради која Павле имаше храброст да го прекори Симон Петар. Следниот стих е еден од најпознатите во Новиот Завет, но често е еден од оние стихови кои погрешно се толкуваат. Овој пат ќе го прочитам и ќе кажам само збор-два за него, а следниот пат ќе го обработиме малку подетално. Ова е суштината на Евангелието. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Овој стих ја опишува духовната состојба на секој вистински христијанин. Тоа не значи дека треба да копнееме да бидеме буквално распнати со Христос. Овие зборови многу добро објаснуваат дека христијаните се личности кои му дозволуваат на Христос да живее во и преку нив. Навистина се надевам дека овој стих ќе биде реалност за секој кој го слуша ова предавање. Нека даде Бог преку неговата милост Христос да биде тој кој живее во нас. Ние да се намалуваме, а Христос да се зголемува во и преку нас. Но за тоа ќе размислуваме во следното проучување. Се надевам дека ќе ни се придружите. Дотогаш, Бог нека ве благослови изобилно и нека ве чува. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.